Зашто игра и што е работава воопшто. Ама барем знаеш кој е Мануел Чучков. Чушков. Чушков или Шушков Или Шалве. Ние сега малку се шегувавме пред да почне емисијава. Знаеш дека подсвестта ни има големи шанси да трене емисија да го греши ние. Да. Но она што искрено многу пати сме го фатили Уживо како се пуштува емисија, ама не верував дека толку темелно ги следи и ги анализира нашите емисии, со оглед на фактот што директно од негова уста излегува нашите зборови, а тоа е дека секој еден политичар мора да знае малку историја, малку филозофија, да ги познава историските текови за да може да биде политичар воопшто. И тоа го кажа Мицкоски, а ние го говориме трета недела, мислам дека више 3 недели со тебе правиме емисија. Да, денеска. Да. Ја лично мислам дека он некој лажен профил, некој од има дадено юзер и пас и си ги гледа емисиичките и вака собира елементи што треба да научи. И очигледно нешто малку го цимнало тоа околу тоа дека, нели, дека не познава историја, посебно не ја знае историјата на ВМРО. Нели спомнавме, само првата емисија спомнавме дека не ги знае основачите на ВМРО и дека го сгреши името со еден од оние сенки над Балканот. Да, ги измеша. Ликот на Шанац. Да. Треба ликот на Шанац како основач на ВМРО и тоа е вака беше бисер, ама со Ачо Чушков мислам дека тука му кандидира за People's Choice Award, нели, за награда на годината за гаф поврзано со историја на ВМРО. И ја лично мислам дека има неколку проблеми кои што се поврзани со... Се слушаме добро? Да. Слободно збори. Фаќа другите микрофони. Слободно збори си. Значи, ја лично мислам дека не е спорно да не знаеш. И ја многу работи не знам. Секој од нас не знае делови или не знае поголеми детали, затоа што историјата на ВМРО е многу комплексна. Проблемот е кога не знаеш, а се правиш дека знаеш. И тогаш го имаш Чушков или Шушков и така натаму. Проблемот е да бидеме искрени пред гледачите. Еднаш како кажеше, ќе беше лапсус лингва, така. Он два пати го повторува. Чушков, да. Види, значи, кој што кажав, не е проблем да не знаеш. Проблем е да се правиш дека знаеш кога не знаеш. И уште поголем проблем е да не знаеш дека не знаеш. А во случајот со Чушков, он не знае дека не знае. И не знам што му беше ни поентата за Чушков, односно што сакаше да каже во емисијата со Чушков, така што се надоврза на Сенке над Балканом, како основачи на ВМРО, нели, што ако загребеме, може да не води и кон варијантата дека он организацијата што била негова, ја смета како мафијашка организација. Дали може би тоа е позадината, односно подсвесното говорење за тоа како го разбира модерното ВМРО како мафијашка организација? Зборувавме неколку недели наназад за физички напади. Зборувавме за тоа дека организацијата е затворена. Значи делува како Коза Ностра. Зборуваме за тоа дека е приватизирана. Зборуваме за тоа дека е финансиски злоупотребена. Што значи дека може би ова не е лапсус лингве или некој случаен лапсус. Може би све ова што го кажува, нели, со алузијата на Сенке над Балканом, он навистина може да смета за мафијашка организацијата, а он, кој што кажавме минатата недела, маф шефие или шеф мафие. За жал, све ова ми личи како една комедија, која што многу лошо делува во очите на обичните членови. Кога не би била трагедија, би што Србите да насликаат. Не, историски релевантен факт е затоа што организацијата де факто имала таква, се бавела со таква трговија на хероин. Со трговија, да, на опиум, за да
ја ги финансира своите активности, ама тоа не била, не знам колку развиена мрежа како што сака да се представи Сенке над Балканом. У Сенке над Балканом тоа е ситуација во која што се хиперболизираат некои ситуации за да се направи филмско сценарио кој што ќе биде интересно и гледливо. И тоа Христијан не треба да го знае дека тоа е, значи таму Филм. тоа е Ја филм. мислам дека тоа е фантазија. Па не И е мислам дека е политичка перспектива на колонизаторите од тоа време, кои што подобро е да ја отсликаат вака организацијата, него во незината вистинска смисла, вистинска величина и вистинско значење, затоа што сега да не бидам безобразен, обично нели користам соодветни зборови, гаќите им се треселе на колонистите кои упаѓале четите на ВМРО, на Тодор Александров. Тоа и не е кога- инхерентно, сега вака, лошо да се представи како дел од историјата. Значи, повеќе и револуционерни организации имале такви нелегални активности со кои што ги со кои што ги ја финансирале својата борба. Значи, и земја Ира, на пример. Значи, Ира ги користи своите портови за трговија со дрога за да ја финансира својата борба. Јас не знам Суштината- за студија или за материјал кој што начинот на кој што е отсликана ВМРО во Сенке над Балканом го прави релевантно сликањето. Не знам. Ако има други извори, да ми ги посочите да ги проучам. Значи, гледате, ја не се срамам да кажам не знам. Тоа што го гледам у Сенке над Балканом, и кога не сум ја гледал цела една епизода само, гледам Колку имам дека... ја гледано, веруваш дека имам гледано една епизода и тоа беше Значи, на атентатот му спрема Значи, нешто атентат гледам- на кралот, да. Гледам едно сосема поинакво отсликување на ВМРО. Као банда и као криминална група и као картел кој што се занимава со дрога. Тоа не е ВМРО. ВМРО е нешто многу поголемо, многу поорганизирано и многу поопасно, посебно за колонистите, страшно во смисол на упаѓање на чети, ликвидации и така натаму, зашто постојат редици известувања на тогашна политика, пошто политика искача меѓу двете светски војни. Јас сум правил истражување и дел од истражувањата се објавени, за жал овој пат не ги донесов тие книги, можеби во некоја наредна прилика. Македонија во странскиот печат. Значи, ВМРО е отсликувано како сериозен проблем за да се оствари колонијалната намера тука, по поделбата на Македонија, пак влеговме во историја, по поделбата на Македонија, значи, нели, по затварањето на македонското прашање, они донеле колонисти. Најубавата земја им е дадена и они требало тука, нели, да ја зафатат земјата, но и да ја рашират семката. Единствениот проблем за тоа е, нели, историското ВМРО, кое што ја никогаш не сум сретнал студија или истражување дека било картел кој што се занимавал со дрога. Види, И затоа мислам дека намената е да му се даде модерен наратив, да се искриви, да се направи една дисторзија на тоа што било ВМРО и дека, нели, Белогрлич таму си го замишља дека они нешто си соработувале. Никогаш не соработувале. Се гледале цело време преку нишани. И тоа, мислам, онака, држам до тоа дека ВМРО имало многу јасна дистинкција од власта у Бановина, како што ја викаат они, и од колонистите. знаеш, Јас каде ја гледам суштината на Дали некој одгледувал? Сигурно било одгледувано, но дека ВМРО го тргувало тоа и дека Да, го го користело, тргувало, да. и дека го Алберт користело, Лондар, да. јас немам сознание. Да. околу Чушков беше, да. не само И Чушков, да, него искористам методите додека да, извини, да искористам да им се заблагодарам на сите оние кои што донира во минатите емисии во Суперчат и оние кои што ни стана супер фенови на YouTube каналот на Infomax. Извинете. Не знам, значи, ако збориме, ти збореше дека, нели, може да биде оправдано и користење на сила во политички цели, така? Ако е во интерес на- во однос на Макијавели рече целта ги оправдува средствата. Океј, може би во некое друго време, сега, што знам, посебно сум против користење на сила за политички цели, која се користи организацијата од страна на Чушков,
како што се користи за лични цели, за богатење на екипата околу него и како приватна фирма. Ама тоа Значи, а пред членството се зборува, нели, значи константно се креираат тие, односно се менуваат тие неколку приказни, кој што ви кажав, значи веќе од 1 јуни 2017 муабетот е еве кај да ја доаѓаме на власт, се враќаме на власт, ќе има предвремени избори или ќе има 61 у парламент. И само ги менјаат тие. Неколку дена ова, неколку дена второто, неколку дена третото. И цело време му се креира една надеж на членството дека ќе дојдат, ќе се вработат на старите директори, односно онаа фела што ги нарекувам ја болјари, што се врткаат околу Белата палата во надеж дека пак ќе станат директори на нешто или членови на управен одбор на нешто или ќе се доберат до некаква позиција во министерствата. На тие им се креира константно чувство дека само што не се дошло на власт и кога ќе се дојде на власт пак ќе станат главни. И така се држи во кондиција всушност за внатрешни потреби. На внатрешни потреби се држи во кондиција тоа едно тело, што знам 4-5 илјади луѓе, кои што уствари му се осовина, кои што не може ни на протест да ги извади. Значи максимум што може да направи е да ги изнесе 1, 2, 3, после се уморуваат, пошто како што е он конформист, така се и тие околу него конформисти. И они може да дојдат у еден наратив да бидат дел од игранката, кој што викаш пред влада или не знам каде, пред канцелариите на Данела во Скопје, неколку дена. Не можеш ти тие луѓе 10 дена да ги изнесеш константно. И затоа пропаѓа. Како вие што правите студентски протести. Затоа пропаѓаат сите протести пропаѓаат за 3-4-5 дена. Они гледаат дека ќе се издуват протестите и ги откажуваат. Ама знаеш Филип што Тоа е суштината на Никој. Ја ти кажам, значи таа номенклатура што очекува позиција да бидат, не знам, директори на катастар, на ова, на она, нели има околу 2000 раководни позиции. Таа номенклатура, јас се кладам, сега да направите истражување. Еве анонимно да биде, бидејќи они сите се кукавици, плашливи се, никој нема да сака се отвори со име и презиме. Ја ви гарантирам дека 99,99 ќе кажат ворете Преспанскиот договор, ворете промената на името. Ние сме партија која што се бори да дојде на власт, на нас не е битно ние да ја држиме таа позиција и таа номенклатура сака да има лични привилегии. Нема идеологија. Значи нема идеологија. Идеологија има што си подалеку од центарот или у радиус подалеку од Белата палата. Па земи го во предвид и да те надополнам оно што го кажуваш. Со конкретен пример, ќе ти одземам мала дигресија. Ајде. Само да не си христијан, место христијан. Да. Гледаш, муабетиве си фаќаат корен, брзо. Да. И од Чучков ќе отиде у Шушков на крај. Во секој, значи потврдувам, мене ми кажам дека работи за него во хидроцентралите. Неговите пари ги работи де факто Орсо Тодоровски по хидроцентралите. Хидроцентрали кои што има добиено концесии во време на Зоран Заев. Таму влада, премиерот е потпиша на тие концесии. Фирма за како се вика, за марихуана, за производство на медицинска марихуана, тоа е МЛАП, мисля дека беше. Исто така сега добиена лиценца за производство на медицинска марихуана. Тоа е и уште една има фирма која имаше свој кафуле во на улица Македонија. Тоа се сите на претходниот директор на штаб на ВМРО-ДПМНЕ. Сегашниот директор на штаб на ВМРО-ДПМНЕ земал плата и Уелем Турс, има фирма, така наречена Сити Логистик. Има добиено 60.000 евро у тендери од Ама само Океј ли сум, сагам да стојам, не ми е згодна столицава и немам проблем да стојам, подобро ми иде на концентрација. тврда столица сме овде ние. Да, Дали е во ред? Во ред е? Добро. има сегашниот директор на штаб работи Сити Логистик, само што дојдоа нели по општиниве на власт, Сити Логистик случи договори со сите општини да чисти по предпријатијата и по школите. Така. А точно ли е дека на еден градоначалник му го чистат влезот од Скопје градоначалник, бидејќи имаат склучено договори со општината, па уз тоа да му го исчистат и влезот у неговата зграда? Па не знам. Па да, еве, вие сте новинари, може да се распрашате. Еден градоначалник
од Скопје му го чистат влезот бесплатно кај што живее во зградата. Но Филип, нели Со каков аптитут е тој градоначалник? Вака по ВМРО-ски или по центристички? Ќе ви кажам после емисија која По-канадски. се разбира, ја Дали знам која. понежен? Па малку е понежен, да. Добро, знаат сите кој. Добро, знаеме. Може му сметаат бактерии влезот. Ќе се надобрзам На тоа што го говориш. Нели суштината беше да се промени нешто? Нели велев Се надолу не ме слушна. да се вратиме. Шефот на обезбедувањето на Христијан Мицкоски има фирма, тоест брат кој што има фирма за озвучување за бини и за останат. Сите Има бизнес. Сите манифестации по доаѓањето на овие како се викаат градоначалниците на ВМРО ДПМН во Македонија, Макфест го организира овој. А за тоа ли беше толку катастрофално? Не знам. Макфест го организира, не знам, сите овие пити јади. Значи дојдовте на моја. Пачи Значи јади. дојдовте на моја. Ги организираат тие. Значи се сложувате со мене дека неколку илјади болјари, значи правилно го кажувам зборот, болјари, дворската свита, значи тоа ти е средната класа на монархот, кој имаш ти владетел или монарх, тоа ти е онаа средна класа А у руско феудално што има, да, што има земјиште, што има феуд, што има луѓе под себе, што ги држи бизнисите, ама затоа го велича монархот, феудалецот главен. дури да бидат Иван Грозни. И сега значи идејата што ми е? Идејата ми е следна. Дали тие болјари ќе најдете еден у анонимна анкета да каже треба да се врати назад све што се направило како штета. Ниеден, не, они имаат став. Ставот е многу прост. Пари, привилегии, функции, добар живот, величање на монархот, величање на владетелот, султанот во партијата за собствени привилегии. И како што ви кажав, значи у дигресија влеговме, кога ќе се вратиме, односно кога ќе се оддалечиме, што подалеку сме од Белата палата, тоа повеќе изворни и чисти души ќе најдете, кои што може да збориме за идеологијата, за историјата и за наследството и за борбата за Македонија. Но сега има проблем. Болјарите работат да го неутрализираат тој подалечен член. Па му викаат, ќути, така треба. Колку пути кажа, абе сега со цел светли ќе се тепаме. Да. Па, тоа ти е исто како да кажале пред Илинденско восстание, абе со Отоманско царство ли ќе се бориме? Па тие цел свет го држат. Може ли да те прекинам? Имаше преска имав еден многу интересен разговор, човек ме сретна на улица ми. Да кажеш Милош, мала дигресија, само да објасним. Болјари најдобро го објасни еден од гледачите Аристо Продакшн, буржуазија у обид. Па да. Така е, да. Или Скороевиќ. Најди го и тоа како објаснување од Војаклија. Скороевиќ. Значи она лажна елита. Елита што се прави, што се прави се дека знае и за Чушков и за Шушков, а всушност се тапа Джонс празна форма. Имаше човекот Со кој што разговарав пред неколку часа, ми вели, абе Филип да беше председател на ВМРО, да многу работи ќе беа поразлични. Што ќе беше поразлично? Еве конкретно како ти ќе настапеше за време на референдумот за промена на името и она што се случуваше понатаму со пратениците. Знаеш што кажал Антонио пред конгресот во Валандово? Филип ако дојде председател на ВМРО ќе има војна во Македонија. Треба да објаснувам понатаму. Прво немаше да дозволам промена на име. Немаше да дозволам. Како? Ќе ги извадев сите пратеници надвор од собрание. Второ, ќе донесев 100.000 луѓе пред собрание. Нема промена, бе. Нема промена со нас. Нема промена. Зашто не се откажат србите у Косово? Или албанците у Косово? Па ги викаат таму денеска да се расправат Албин и овој Вучич. Така ли се откажува? Србите 23 години откако изгубија од НАТО и не се откажуваат. И цел свет сега гледа. Значи се створи случај. Добро, може да се поголема и посилна држава, ама нема откажување. Значи има работи од кои што нема откажување. Мора да се бара друг тип на решение. Што се случи кога ние го потпишавме Преспанскиот договор, кога го променивме името и уставот? Се случи она што беше само нормално да се случи со бугарите.
Значи, ако попуштаме на грците, бугарите викат, ќе ни попуштате на нас. Зошто додека беше проблемот со Грција, Бугарија молчеше? Зашто чекаа да видат ние каква способност за преживување како држава и како нација имаме. После тоа, кога станавме мивки, секој може да не гази како што сака. Значи, немаше да дозволам. Просто, немаше да дозволам. Но тоа е во рамките на предпоставки, тоа не се случи, никогаш нема да бидам председател на ВМРО ДПМН. За мене е тоа да довршам мислата. За мене е тоа завршена приказна. Имало во даден историски момент мои убедувања, сум сакал да ги проектирам врз партијата, да ја поведам цврсто, да ги браниме тие моменти, да постапуваме на тој начин. Завршило тоа, за мене е тоа затворена книга. Да не се разбереме погрешно. Да не искочи дека сега тука нешто се промовираме, правиме. Сега само коментираме. Ама јас сакам да кажам, тоа е точка ставена крај. Нема више моја проекција у таа насока воопшто. Добро, знаеш ли зашто, еве конкретно те прашам околу името, ти беше колку денови беше таму на улица? Цела година. Пред собранието. Цела 2018. Зашто ВМРО не беше таму? Што беше оправдувањето еве? Епа нели му Затоа што ги знаеш. Епа нели му вети Мицко на Хан. Чушков нели му кажа на Хан дека нема да пречи. Значи тоа што он понекогаш се појавуваше, што ќе излезеше од време на време кога ќе нараснеше тензија, тоа беше точно обратниот ефект. Во неговото излегување со свитата, и тоа не болијарите, него он излегуваше со оној тесен круг околу него, 50-100 луѓе, од кои најголем дел полицајци и обезбедување, тепачи и насилници, излегуваше да ја испушти, да ја издува тензијата. И он точно она што требаше да го направи, го направи. Дали сум јасен? Во целост. Значи беше поставен со задача во наместениот, лажираниот конгрес во Валандово, таа задача целосно ја оствари. Од А до Ш, по нота, го издува членството, го умори, го разочара, а сите болјари околу него ги одржа во исчекување на идната директорска или не знам каква позиција, и уште сега зборува, нема срам да зборува, вика имало 3 типа на луѓе што го напаѓале. Не знам тоа дали го видов. Ќе ги коментираме тие 3 типа на луѓе. Знаеш ли што е суштината? Дали сега треба му се смееме ние на Таче, што излегува и вика стани цаци? Да, Дали треба ние да се смееме на тоа? треба. Затоа што тој човек ние води нас државата. Не прашуваме од аспект дали ние треба да се, не знам, сочувствуваме со Таче, него луѓе имаме таков човек што ја води владата, имаме опозиција која што не може да ја бутне оваа влада. За кого е потрагична ситуација? За Таче? Тебе и за мене. Да, за нас. За нас. За народот. Точно. За нас е трагично. Но јас тоа сум го лоцирал и 100 пати сум го зборел у емисии. Во само вистина 20 пати сум го кажал. Дека изворот на корупцијата е лошиот изборен систем, точка 1, и точка 2 законот за партии. Значи, ти сакаш човек што во партија не може да го предизвикаш, да ти биде демократ кој ќе дојде во државна позиција. Не може. Значи, тој што, како УМС, нека не ми се љутат УМС, сум бил председател на УМС и сум изберен со тајно гласање, за разлика од овие сега што ги поставуваат со декрет. Едно е декрет, друго е тајно гласање од Централен комитет на цел подмладок. Нека не ми се љутат. Значи, у наше време беше демократска организацијата. Тајно гласаа сите комитети, кои што си ги бираа своите представници на ниво на нивните градови. А сега, кој му се свиѓа на Груевски или кој му се свиѓа на Мицковски, тој го поставуваат. Значи, дозволи да си ја довршам мислата. Значи, сакам да ја развијам. Два проблеми. Законот за партии мора веднаш да се укине недемократското однесување во партиите и посебно финансирањето од страна на државата, и второ изборниот модел. Без овие две работи нема да престане упросечувањето. Зашто? Затоа што можете вие да земете идиот, да го ставите во партијата, а партијата да ви го стави министер, премиер, председател на собрание, амбасадор или шеф на тајна служба. Затоа што нема начин да го предизвикаш тоа.
нема никаков модел внатре во системите за предизвикување или доведување до демократски страв. Значи да има демократски страв дека ќе биде сменет пошто не прочитал книга, не е спремен за работата што ја работи. Доволно е да го гребка, да го чешка лидерот и да му вика ти си најубав, ти си најпаметен, ти знаеш све за Чушков и неговата директорска позиција А за шалве? и за шалве. И неговата директорска позиција, Мечка, е осигурана. Значи, доволно е да вика, еве сега у последно време, да објави статус, да го велича. Јас сум приметил многу дебили, кои што нивните зидови на социјалните младокот, кои што сум и на црна листа кај Чушков, и, окей, и тоа е некакво достигнување. Суштината е следна. Ама те има на еден гоблен таму у партија. Како играш? Како играш? Ама мислам билјард на УМС? Мислам дека тоа дека идеолошкиот татко на Чушков, односно и измислувачот, инвенторот на Чушков, или претходниот лидер, таму сакал да ме стават. Инаку Чушков би можел и да ме избрише. Они имаат тоа, како се вика, можат да земат и да избришат кој сакаат, кој не ми се свиѓа. И така мислам Нело дека го доцртува. Нело беше доцртан. Озбилно ви кажувам, не знам, не знаете, на првото го немаше. А тоа како И после го доцрта. Па имаше да, ретуширање, како се вика тоа, ретуширање. Да, додадене. Он е додаден. Нело е доцртан. Да, па значи УМС престана да биде УМС не ради Чушков. Пише го велите дека е Значи, доцртан Нело. УМС престана да биде поради Груевски. Значи тука извинете ако не ви штима, ама Груевски е уништи организацијата. Значи зашто? Тоа важат од Значи вака. Суштината е следна. У време на нели формирањето на 91 на подмалокот и у време на Љупчо и малку време на Груевски, организацијата беше самостојна. Изборот на председателот си го вршеше и на извршниот комитет, Централен комитет на подмладокот. А подмладокот добиваше сила од оздола. Значи председател на, не знам, Крива Паланка го бираат членовите у Крива Паланка, председател на Воландово, членови у Воландово. А после почна оној зачаран круг. Го знаете на асоциацијата Змијата што се поведе опашот или бесконечно зврзана или затворен круг. Значи сега од озгора ставате, значи јас го ставам како председател на подмладокот, шефот на Крива Паланка или на Валандово, а после он ме слуша мене и ми ги бира тие што ми требат, а мене ме става султанот или Чушков или кој да е од озгора. Значи вие си ставате луѓе кои што ви се допаѓаат и затоа нема свежина и нема само да прочитам негови коментари кои што го потврдува тоа што го збори Филип. Не заинтересирани бе, може да ја најдат, ќе ја најдат конференцијата со 1500 делегати, со објавена младинска програма. На таа годишна конференција објавивме дека ќе формираме Министерство за млади, што после прерасна во Министерство. У време на Боев, па се спушти заради рационализација на државниот апарат, да нема толку многу министри, бидејќи имаме министер за спорт и млади, се спушти на ниво на агенција. Меѓутоа, тоа го напишавме ние, у време кога бев председател на подмладокот, и го објавивме, и го усвоивме на годишна конференција. Значи, направивме програма за тоа како ќе делува партијата. И Клюсев ме праша, кој ви дозволи на вас вие да водите ваква политика? Значи, во рамките внатре на ВМРО, ние као подмладок се боревме за тоа што е младинска политика и дали младите или старите треба да ја донесуваат. Ненад Новковски као министер за образование ме праша на извршена партија, кој ви дозволи на вас да правите протести за протестите од 97 година. И ја го прашав, тебе ли требаше да те прашаме да правиме протести? Тоа беше подмладок. Ние влегувавме у конфронтација. Дали се сеќавате на реновирањето што го направивме летото 97-98 година, кога имаше борба со преку Завет, го најдов Завет. Сакав да ви го донесам да го видите. Ние као подмладок имавме вестник што го објавуваше подмладокот. УМС има вестник. Не знам. Кој го видел? Кај е? Значи, Чушков. Добро. Значи тоа е, како е тој идеолошка вестник за идеолошка
дисциплина, односно идеолошко Тоа е вежбање. овој регрес кој што го доживеавме како Па ви општество. кажувам, значи Не, ама на што се темели? на тоа дека партиите се извор на деградација, на упростечување, на медиокритетство и на корупција. И треба да се смени Законот за финансирање на политички партии, Законот за устројство на политички партии, ако не е демократска партијата и ако не може секој орган внатре да биде предизвикан на демократски начин од внатре, од членовите, да не се регистрира како партија, и трето да се смени изборниот модел. Овој модел не одговара на Македонија. Треба да има или една изборна единица и треба да нема праг. Инаку вака големите партии, бидејќи се уклештени у системот, имаат вработувано 30 години наназад своји апаратчици кои што чекаат да бидат началници, чекаат да бидат членови на управни одбори и директори. Од нив не може да се развие различно размислување. И токму затоа многу сум чудоневиден и расположен и добро се чувствам кога ја гледам денеска Данела, дека се спротивстава на овие две корумпирани партии. Ќе стигнеме и до тоа. Ама знаеш што ќе каже? Кога правам анализи, често се подсетувам ни што поминавме и до што дојдовме. Порано имавме големи интелектуалци и пратеници и министри, сега имаме, значи, буквално джаболебари и да не бидам погрешно сватен, идиоти во институциите, во сите институции, без разлика која е на власт. Сето тоа го поврзувам со 150 пат ќе кажам. Устројството на партиите и устројството на изборниот модел. 1998 година имаше комбиниран модел Македонија. 85 се бира на мнозински изборен начин, каде што ВМРО победи 49 со 27 и имаше 35 кои што се бираа по пропорција. Сега, како од 1998 година до 2002 година во Македонија се случија многу промени. Се случи Косовската криза 99-та, се случи војната во 2001 и чудесно Македонија во 2002 имаше нов изборен модел кој што е до денеска. Што мислите? Дека тој што ни го наметна тој изборен модел, дека не знаеше дека ќе дојде до упростечување и дека ќе става идиоти на власт кој што ќе може лесно да ги контролира? Полесно ли е да се контролираат ВМРО и СДС? Или ВМРО, СДС, Левица, Данела и уште 15 партии? ВМРО и СДС полесно е нормално. Епа, ете ти го одговорот. Значи, ние сме како држава, значи да не се разбереме погрешно. Значи, не сме денеска ги при... На нас ни е наметнато. Не сме лош народ. Не сме лош сме народ. неспособни. Не сме лош народ. Ние само немавме историска среќа. Околностите за жал беа против нас. А инаку сме дале многу крв за оваа држава. Многу генерации имаат загинато и греото е тоа што е дадено, што е втемелено, што сега буквално цигла по цигла некој го вади. И го вложува во хидроцентрали, во тендери, во лични интереси, во делчевски ниви и така натаму. Греото е. И нема кои луѓе застануваат позади ваква идеологија. Тоа се тие бойлери. Бољари. Али добро, може и бојлери, да. Па бойлери се тие. Може, Па го бојлери. сте искаширавате тоа. Бойлер. Само мојс Термостатот да му го подесиш. За жал, девијацијата и отстранувањето од нормално политичко дејствување ќе се продолжи. Значи, ништо нема да се промени. Ништо не може да се промени на овој начин. Ништо. Значи, доколку не се промени законот за политички партии, доколку во статутот судиката што ги регистрира партиите не го врати статутот и не каже дека може да биде партијата да наведе како може да се смени председател, да не може он да ги постави делегатите и делегатите да го бираат него. Значи, ја тебе ќе те ставам делегат, ти ќе ме бираш мене. Па нормално. Значи, делегатите не може да бидат у затворен круг со тој што го бираат. Ти ги бираш за они да те бираат. Икс такви работи, ако не ги поправи системот, системски, ако не се променат, нема подобро да видите. И добрите луѓе што викаш, ќе ги гледаме во други држави, како работат за
туѓи бели дворови. Ама види, Пак доаѓаме до суштината. Чушков ли го кажа тоа? До суштината на- колку си кажа црни гробови. шалве Ајде за шалве, вака. Значи ја би сега да слушам од Филип, пошто Филип имаше добро објаснување пред да почнеме околу шалве. Значи, мислам, гледајте, нормално е понекад да се направи јазична грешка, лапсус лингве, ама у ваква ситуација мене ми делува како чиста импровизација. Таа чиста импровизација после те води до шалве, шалваре и Чушков и Шушков. За мене апсолутно не е јасно кој контекст за Чучков сакаше да зборува и дури сега ќе имам искрено проблем и ја ќе си го завикам Чушков. Мислам историскиот лик, а и нашиот голем лидер. Лидерот кој што ако го пуштивме цело видео, а не смеме да пуштаме поголеми дужини од вакви видеа, ама во претходната Ќе почне да вика македонски народ. која е причината зашто не вика македонски народ? Затоа што се усогласува со тоа што му е наметнато, на тоа што се сложил. Значи, според мене, се ова се случи не надвор од влијанието и значењето на ВМРО-ДПМН. Јас мислам дека е ВМРО-ДПМН партија што е соучесник у промената на името. Затоа што они велат имало 8 предавници, така, тие 8 предавници биле не било ВМРО-ДПМН, меѓутоа после бевме сведоци дека се појави разговор онлайн на Чушков со тие 8 предавници каде што он телефонски им објаснува дека рачуна на нив, дека смета дека треба да бидат и понатака дел од партијата. Значи, има две варијанти. Или он цело време соработува, Што е? или не соработува, ама умеѓу време сватил дека нема како да избега, па мора да биде пак со нив. Како и да е, не е честно према членството да се лаже членството, да се манипулира, дека они се против тоа, а Која е дека разликата, само овие Филип? 8 Која е предавници разликата, Филип, ја го смениле името. Помеѓу народот на Македонија и македонскиот народ. Па има голема разлика. Во политичка смисла која е? Има Во формално правна на смисла. Македонија се сите кои што Сите што Оваа живеат во територија, а Да. македонскиот народ се македонски. Сме ние, македонците. Тоа сакав да го објасним. Има разлика. Па има разлика. Значи, он генерализира. Да симплифицираме. Народот на Македонија се косите црти. Да. Да. За кој што тој имаше пресконференции и збореше дека не знам, тоа било скандалозно, а практично тој го прави тоа за кој што вели дека е скандалозно. Народот на Македонија се косите црти. Да. А македонски народ, албански народ, не знам каков народ. Ама кај го има македонскиот народ? Каде нема нас? Не приметувате дека сме избришани од сегде? А што значи, која е разликата помеѓу Република Македонија и само Македонија? Немам идеја, у која смисла? Во политичка смисла и во формално правна смисла. Да ти помогнам. Република Македонија е држава Добро. со име на држава, а Македонија е име на територија. Добро. На географска на географска на географски дел. Ама тоа е и надвор од границите на Имено. нашата држава. Именно. Тој не смее да се идентификува со Република Македонија, бидејќи од договорот од Преста произлегува дека не смеат да се повикуваат на Република Македонија. И затоа и не се повикува. Затоа и не се повикува, да. Значи, он си го почитува договор. Апсолутно го почитува договорот до Ама 102,5%. нели кажуваат неговите подпредседатели рече дека тоа е реалност, ами он самиот го кажа тоа. Е, Тоа е реално. дека таа судиката што ги прима во судот документите ќе ја избришала партијата. Да. Ама И они морале да се... Значи- до каде ќе одиме со ова? Чујче, дај бе да се бориме, Готово мац. е, бе, што ќе се бори? Дај да се бориме. Готово е, бе, човек. Зашто они не се борат? Си нихилист. Ама комедија е финита. Значи, јас борам у перспектива на Чушков. Комедија е финита. Дали ќе го дема... Ама, значи, не, ја не ти зборам ти дали можеш да се бориш. Ти можеш да се бориш. Но, конгломератот на кој што он беше поставен на лажен конгрес да го води,
ја има прифатено таа патека и има учествувано во создавањето на таа патека. И таму ти е работата завршена. Се понатака, што го добивате повремено како патриотски испат, кога сака да зборува за Чушков или за било кој друг, он го прави како наратив за да му се даде духовна храна на оној обичен измачен член кој што е дел од 6 годишна манипулација. Толку. Добро. И тоа ќе биде и понатака. Нема да се промени. До Филип. Па исто. Значи, оној у ЈСП си ги вработил од ЈСП. Еве исто знам во архив бев, еден идел у пензија ако можело детето да му се вработи. Значи, истото на факултетите е поизразено. Таткото си ги става децата за асистенти, па за доктори, им ги пишува трудовите, семинарите, или на своите ги додава имињата нивни и после доаѓа до упростечување. Што да кажам, мислам, неќам да го коментирам тој негов дел. Повеќе од јасно е дека имал ветар у грб, односно дека се било средено за да ги добие титулите, за да може да го викаат у Белата палата даскалот. Може ли да се вратиме на моето прашање? Дали грешката ни е тоа што лидерите ни ги носат вака буквално за врат и ни ги поставуваат, и тоа што не се изнедриле од оздоле нагоре, односно од народ? Нема како. Ама Филип, Нема како. У овие конјуктури, во овие партии, на овој начин не може да се изнедри лидер. Не може. добро, ама еве, да не беше Може во само 90-тите, послушник. Да не беше во 90-тите во Мро? И ти сигурно пак ќе ги организираше тие студентски протести, тие случувања што беа тогаш. Нели може таков човек сега да се Не појави знам, од може. нигде никаде? Може ли? Јас сум убеден дека има таков човек. Дај Боже. И треба. Убеден сум дека кога ќе излезе ќе застане Не народот позади некој. Значи, гледај, ние во 90-тите, ако збориме за протестите, иако тоа многумина не им се верува, ние не бевме организирани, Лјупчо дојде да ме прашува после 5 дена штрајк со глад што правиме и како правиме. Поема немаше човекот што правиме. Значи, ние си имавме идеологија и се боревме, затоа што сме имале трошка неовисност, независност во рамките на подмладокот, сме имале сенс, чувство да мислиме дека можеме и сами да делуваме, односно дека кога инстинктивно чувствуваме дека нешто е во интерес на општото добро, во интерес на државата, дека треба да го правиме. И тоа сме го правеле. Сега ти немаш такви луѓе, таму ги учат дека треба да ќутат за да добијат позиција. Нема такви луѓе. Него Сега ќе ја стават неа ќе ја стават под баражен оган од сите страни. Затоа што се дрзна да зборува против жабокречината, како е нарече Трамп. Да. Вашингтон како го Мочуриште. нарече, нели? Големото мочуриште и жабокречина. Истото и тука, што е различно? Само димензиите може би се помали. Истото и тука. Вие имате успоставени конгломерати на моќ, кои што длабоко се вкоренети во одредени фамилии, кои што фамилии веќе сметаат дека наследно име правото да го пренесат на наредната генерација владењето, односно пласирањето високо во системот. Сега она одеднаш зборува и против тие, и треба да очекуваат сите страни дека ќе ја напаѓаат. Но ја мислам дека исправно постапува и дека не треба да попушта. Ујде на таче, кога сме кod зимање ингеренци, кој ќе ти одземе ингеренци што не е готов патот кичево охрид. Чекаме некои нови генерации се родат да го завршат патот. Има еден мит на Јас ја чекам пругата. Режи вика ќе заврши војната Украина, Некој ќе се заврши патот кичево охрид. Транссибирската пруга е градена пократко од автопатот Кичево-Охрид. Јас ја чекам пругата Куманово-бугарска граница од 94-та. Бранко Црвенковски 94-та ја промовираше у кампања. И тоа го памтам, значи не ми го раскажувал некој. Еве уште малце ќе правиме 30 години како ја чекаме. Со такви елити тоа може да се догаѓа. За жал. Споредбата што ја можам у глава да си ја направам со поранешна Југославија, бидејќи ги памтам и Хрватска и Словенија, сме одели на екскурзија, и денеска кај мене предизвикува големо разочарување.
Значи, ние бевме во иста држава и бевме со приближно слични научни и политички елити и достигнување економски развој. Секој ние бевме малку поназад економски, меѓутоа се трудеа нели да воспостават еден равномерен развој. И сега ние во една таква ситуација, денес кога отидеме во Словенија и во Хрватска, гледаме како 100 години да е разлика меѓу насилните. Тоа покажува дека човечкиот капацитет тука и начинот на кој што се водеше државата во политичка смисла е длабоко офсајд. Имавме сега избори, каде беше тоа? Во Маврово и Ростуше, или требаше да изгуби СДС, па победи. Значи, во Тетово победи ВМРО број на гласови, ама изгуби и двете партии по 1000 гласа од претходни локални избори. Значи, што покажува тоа? Тоа покажува надолен тренд и разочарување на обичниот гласач. Тие што очекуваат позиција, нормално, си го тераат патот, ама мислам дека разочарувањето станува се поголемо. За жал во Македонија касни, побрзо ќе дојдеше она што дојде во Бугарија, во Украина. Нели Зеленски беше избран како нешто ново, нешто различно од партиите, различно од корумпираниот систем и со над 70% гласови победи на изборите. Тоа се случи нели и со Слави Трифонов и така натаму. Феноменот на корумпирани, да, и во Словенија и секаде се случува. Но овдека не може да се случи затоа што ако некој е независен, го сотрат кој што ја сотираат или пробуваат да ја потиснат Данел. Само да го рестартираш микрофон. Ајде, ја не знам како се прави ова. Што треба да направам? Види, јас од тоа што можев да го видам од анкетите, многу, не, се слуша на другите. До 10 сат на вечер беше тепаме со 10 разлика. И после што се случи? Изгубија изборите. Значи, мислам дека ми се чини дека овие се пласираат нарачки во време кога треба да се прави демидж контрол или контрола на паѓањето на рейтингот, контрола на губењето на довербата, време кога Данела од една страна ја губиш, време кога Ирена излегува и кажува дека си насилник, време кога се појавуваат луѓе кои што велат дека биле нападнати од обезбедување на Мисковски и така натаму. Време кога го демаскираш како мафшефија или водач на Коза Ностра или на картел. Мислам дека е ова контрола на штета. Добро, ма и да е таков рейтингот. Јас одам со предпоставка дека е таков, што ќе се случи кога ВМРО-ДПМН ќе гласа за уставните измени? Кој ќе гласа за влез на бугарите во уставот? Каде му ставеле пиштол на глава? Како речи? Или дека имало гаранции, па ќе гласаат сите. За да не даде оставка. Не знам, нели имаше подпишани гаранции. Едно беа гаранциите, нотари, мафташе. Значи све е тоа, ја мислам дека што бара денот, денеска е тензично, тоа ќе се каже. Утре друго бара денот, друго ќе се каже. Ќе се јават странците, трето ќе се каже. И така, секој нареден ден, теорија на хаос и пласман на она што сака да го чуе нарачателот. Има еден Одличен коментар, тој е даден од Сашо Андонов. Сашо Андонов, иначе македонец кој што живееше во Украина, се вклучи кај нас во емисија, сега мислам дека е во Чешка, избегал војната. Сашо Андонов вели дали има ситуација, сценарио во кој што македонците ќе се обединат. Не говориме за обединување на политички партии, на лидери на политички партии, кој што видовме до кај не донесе. Дали постои можност за обединување на македонскиот народ и истрајување во борбата за македонските национални интереси? Дали постои такво сценарио? Во овој момент не гледам кој може тоа да го направи. Не мислиш дека може народот да се самоорганизира? Не. Постои ли? Мислам дека Ти си историчар, се мислам случило дека- ли тоа некојаш историски? Значи, во историјата наша, Без вода, без пари. ВМРО го ја одиграло улогата на чувар на се што е наша вредност и после тоа не се појавила таква организација. Таа се појавила во сериозен историски контекст и се појавила како последица на многу големи репресии врз народот и исто така се појавила како
како резултат на големо крвопролевање. Значи, таа се втемелила со данок во крв во нашата историска меморија, во нашето историско сеќавање. Такво нешто сега не гледам како може да се случи. Правени се обиди, светски конгреси, да се обедини емиграцијата, икс пати. Секој пат кога ќе дојдат пари од не знам каде, и тоа не знам какви суми минорни, овдека корупцијата е, односно завршуваат во непознати правци, па почнуваат обвинувања, овој ги украде, оној ги украде, овој зема $2000, оној зема $5000 и се разидува по коски. Ја не гледам 70.000 евра европски пари. и Тоа сега судење се одложува. Нормално. Исто како што се одложува и судењето за модуларната Болница во Тетово. Епа. Го обвинија докторот на смена што беше, одговорен. Треба ли повеќе да збориме на таа тема? Повеќе од јасно е дека принципот на неказнивост кај одредени групи и партии функционира. Системот однатре е нагризан. Многу сериозно мислам дека беше забелешката на новата америчка амбасадорка дека мора да се гони корупцијата. Тоа мислам дека ќе даде одреден ефект, но тоа е само во одредени делови на системот. Македонскиот народ пред све за да се самоорганизира нема визија, нема структура, невладина организација, емиграција или научници или било каков комплот од тие структури за да дефинираат што е нашата визија за 2030, што е нашата визија за 2050, каде сме ние 2100 година, што е нашата визија во НАТО, во Европска унија, во Евроазиска унија, во БРИКС, што е нашата иднина, да преживееме и да постоиме за 100 години од сега. Нашите бројки се намалуваат, бела смрт спомнавме дека имаме насекаде. Како ќе преживееме ние? Ние, за жал, Ману не дава одговори на тие прашања. Таму имате исто така корумпирана... Па таму имате корумпирана, наградена, исто така поранешна структура на функционери, кои што биле функционери во научните институции и сега се наградени за да се вегетираат до крај на живот таму. Така што, ја, ако е тоа прашањето, не гледам како може да се даде во овој момент одговор. И ја да сум Амбасадор на САД во Македонија, стварно ќе се чудам. Дале, као амбасада, без разлика дали се согласуваш со тоа, ги поддржуваш нивните политики, не ги поддржуваш, небитно е. Дале 20 милиони евра сигурно за реформи у правосудство. И имаш 140 луѓе кои што гласаат за двајца обвинители анонимуси. Не е битно дали се албанци, дали се... Значи, луѓе кои што немаат ни програма. Човек кој што не сака да објасни кои ингеренции ги има ој ОГОК. И они гласаа за тој човек. Тие се... Значи, некој им кажал да гласаат. Значи, некаде добиле инструкција како да гласаат. Сигурно не се случило тоа случајно. Значи, добиле инструкција. Тоа е тоа. Значи, последица на изборот е последица од проблемите во системот за кој што зборам. Лошиот изборен модел, корупцијата во партиите пресликана во државните органи. Толку. Све друго што ќе кажеме повторување, верглање уместо. Системот е уништен поради партиите. Затоа што прво вие ќе си го тераат сега мандатот до крај како што треба, односно до кога сакаат ќе го тераат. Манипулацијата цело време уште нели од првиот ден 2020 после изборите беше градиме ново парламентарно мнозинство. Ја мислам дека он изолиран, нема со кој да соработува. Мислам дека овие што се на власт се потпрени на тоа дека се добри кооперативни кон надворешниот фактор, дека приоритетите кои што они ги зацртаа одговараат на странците и дека поради тоа ќе имаат ветар во грб и дека може да направат што сакаат внатре и мислам дека они веќе жестоко се укопуваат за да го треснат од земја уште еднаш. Мислиш ли дека има поддршка од меѓународната заедница? Кој? Чушков? Не. Па добро знаете дека е изолиран. Добро знаете дека најголем дел од високите посетители или функционери на овие институции, дали Европска унија, дали е НАТО, дали се
нели, оние влијателни амбасади, дека со нив он нема постојан контакт, дури со некои од амбасадите нема повеќе од година две. Со Американската амбасада нема повеќе од 2, да. Прашањето е на што се Темели темели? ова. Зашто човек кој што видовме дека не застанул одбрана на националните интереси директно и онака како што требаше и како што заслужува македонскиот народ, нема соработка со оние интереси, оние, да речеме, амбасади, центри на МОК, чии интереси декларативно нели ги застапува. И со кој што сака да соработува. Па нели Он сака, ама они не ќат. Он сака, ама они не ќат. Мислиш дека овој манипулативен, измамнички метод на делување го прочита и тие? Како не? Мислам дека они имаат јасен профил не само за него, и за мене, и за Мечка, и за тебе, и за сите. Амбасадите тоа го прават. Прават профилирање да видат со кои се имаат работа. Кога ќе видат они дека имаат работа со луѓе кои што препродаваат ниви во Делчево, мислиш дека ќе им дадат шанса да ја водат државата? Дека ќе ги подржат? Мислиш дека ако дознаат дека има спорни финанси од држави кои што се обидуваат да влијаат врз системот тука, да се направи дестабилизација по правците по кои што ги зафати државата, дека тоа ќе го одобрат? Дека ќе дозволат да се отвори покрај Косово и Босна и трет проблем во Македонија? Ево, Косово ни е на врат на нас, ама многу повеќе на Европска унија и на НАТО. Босна, Додик постојано најавува дека ќе прави сецесија, дека ќе отцепува Република Српска. Мислиш дека во оваа ситуација кога на прак сме на глобална, на светска војна или светска пресметка, или судир на цивилизации, или формирање на мултиполарен свет, или не знам, нов поредок како што не знаеме каков ќе биде, дека они ќе дозволат овде да се отвори невралгична точка? Ја мислам дека не. Добро, што се Случи тогаш, тоа е уште едно прашање што верувам ги интересира сите. Да. Што се случи со албанските партии? Со албанските партии. Да, се поише негде. Тоа е интересен феномен. Може ради псевдонимот на Чушков, да. Што се случи Со албанските партии гледаме дека Алијанса од коалиција со ВМРО-ДПМ на локалните избори сега размислува за влез во владата, сериозно размислува. Зашто се одлучија на таков потек? Нели логично би било непријател да им биде Дуј? Прво не мислам дека ниту една албанска партија следи свој партиски интерес. Они имаат наднационален интерес и се национален сојузник во ликот на американците. Значи, албанците спроведуваат длабоко во своите срца, душите, една идеја за албански свет, сите територии под контрола на една држава, или ако не можат да ги спојат во една држава, тогаш премиери или министри за надворешни работи во 3 или 4 држави, или од Дритан во Црна Гора па до Македонија. Значи, они се спроведуваат една многу јасна, многу чиста политика на тоа како да имаат влијание или да ги поседуваат, или да ги командуваат, или да влијаат пресудно во овие територии. Јасно знаат дека доколку се послушни кон поголемиот брат, тоа може да им пројде. Поголемиот брат знае дека доколку ги има нив под контрола, може да обезбеди промена на устав, или стабилна влада, или предвремени избори кои што ќе го предвиди изборниот резултат. Може да се случи ВМРО да победи на избори, а да не формира влада. 2016 што беше? Па ВМРО победи, а не формиравме влада. Значи, комплицирани се, сложени се само навидум тие односи, а многу јасни се работите кај албанците, многу јасно е како се гледа целото балканско милје и распоредот на силите во овој дел од светот. И во таа рамка ја мислам дека и со лош рейтинг СДСМ се комотни дека ќе успеат да се пласираат во наредните избори како некаква владеачка гарнитура. Што за жал е катастрофа за сите нас. Ама они знаат како. За крај,
едно прашање кое што ќе го разговараме повеќе во следната емисија, но сега само да го најавиме. Прашање до Филип, дали и колку има академици поставени од служби УДБА, дали има такви документи во архив? Не можам да кажам со документи, можам да кажам следно, дека во претходниот систем до 90-та година, значи кога нели државата е во друг политички систем и уредување, каде што тајните служби се под контрола на политичка партија, односно на Сојузот на комунисти, инфилтрацијата била секаде, не само во научните кругови, туку и во црквата и во сите сфери на општествено живење. Значи, за мене беше многу интересен фактот дека струшките вечери на поезијата биле темелно следени со жестоки и многу обширни извештаи за се што се зборело таму. Значи, секаде кај што системот мислел дека може да се појават дисиденти, правел инфилтрација и барал соработници. Значи, од писатели до научници и академици, попови и така натаму, сите биле дел од тие служби. Проблемот, што за мене е поголем, што тоа не завршува во 90-та, не завршува во 2000-та, туку мислам дека своји пипци има до денеска. Во на една научна конференција, каде што во Загреб зборував за лустрацијата, односно зошто и како треба да се направи лустрацијата, ова го кажав пред тамошната јавност. Лустрацијата мораше да биде направена темелно, жестоко и во сите сфери каде што имало соработници, од проста причина што они се пресооблекоа. Значи, заземаа улоги на новинари, уредници, денеска инфлуенсери, се инфилтрираа во политичките партии, се инфилтрираа, односно продолжија да се инфилтрируваат, односно да бидат дел од универзитетите, црквата и така натаму. И за мене најново, што е феномен, нивните поколенија, значи бидејќи тоа се веќе остарени и дел се изумрени од тие структури, нивните поколенија ги заземаа нивните места и продолжија со работата, значи препуштена им беше штафетната палка. Се надевам дека веќе не сме стигнали до трета генерација. И сега, наместо тие да бидат лустрирани, затоа што уништувале човечки животи, затоа што придонеле Македонија да има бројна емиграција, затоа што измалтретирале стотици и илјадници македонци кои што никогаш не се вратиле во Македонија, тие место бидат лустрирани, тие се наградени. И денеска се амбасадори. Изворно знам дека човек што е лустриран денеска е амбасадор. Значи, направија она Empire Strikes Back, значи империјата го возврати ударот, лустрираните направија обид да донесат закон да ја поништат лустрацијата, потоа направија обид да ја омаловажат, да ја дискредитираат лустрацијата и, што е најлошо од се, ја сведоа лустрацијата како нешто што било битно во само одреден политички момент и дека било со политички побуди, дека они се жртви и продолжија да делуваат во тој систем. Така што, меѓу другото, закржлавеноста, импотентноста на овој систем да даде одговори кво вадис, нели, каде оди Македонија 2025, 2030, 2050 е поради тоа што штафетата се предаде на наредната генерација на кодеши, нивните деца сега се директори, утре ќе бидат децата на децата директори, пратеници или министри, и нормално да се прашуваме имаме ли таков народ кој што нешто ќе смени. Системот сега за сега не дозволува промена, ако може тука да завршиме. Тука да завршиме. За процетување денеска, Односно ги имаме тие и од порано од претходно објавено документи, Викторио Димовски, шефот на АНБ, е во документите на Wikileaks, во преписките на Американската амбасада, идентификуван како човек на српските служби. Па каде беше амбасадор? Во Белград. Епа. Сега во Франција. Сега во Франција. Да.
Поштовани гледачи, тоа беше... Се осудувам да кажам дека нема да заврши како амбасадор во Париз. Ајде да видиме дали е точно ова предвидување мое. Ајде, ќе видиме, тоа треба набрзо да се одлучи. Се судувам да кажам дека оваа држава Секоја логика е нелогична. Секој барање на... Момци, фала, мислам дека добра емисија. Не спомнав ништо за псевдонимите на ВМРО, ама барем да ја покажам. Уште нешто што работевме од фондот на Узунови. Не открив за Чушков ништо тука. Повеќе има за Узунови. Нешто што исто така е дел од објавените книги на Државен архив. Ме прашуваа многу луѓе помеѓу овие емисии каде може да ги најдат книгите. Можам да кажам дека треба да ги бараат во Државен архив. Се надевам дека Државниот архив ќе ги направи достапни и ќе може да се ги купат таму, а мислам